20 пензионери ја искористиле бесплатната можност за жичарите и ски лифтовите на скијачкиот центар Маврово, но само половина од нив се скијале. Останатите со ски картата само се возеле на двоседот на овој туристички центар. Половината од нив се скиори, активни, се уште. Чести наши гости, пријатели на Маврово, голем дел од нив имаат и викендички, престојуваат со своите семејства, внучињата и така натаму и се секојдневно на патеките. Она другата половина досега, како што споменав, едноставно прават бег од смогот и загадувањето од урбаните средини и доаѓаат да уживаат на чист воздух. Ние дневните ски карти за возрастни од онаа постојна цена од 1100 денари, ја намаливме на 800 денари, а попладневната за возрастни од онаа редовната цена ја намаливме на само 500 денари. Попладневната ски карта е од 12 часот па до крајот на завршување на скијачкиот ден. За децата до 12 годишна возраст, дневната ски карта, исто и попладневната, изнесува само 500 денари во моментов. Со двоседот се искачивме на планината Бистра, каде се наоѓаат ски патеките, но убавото сончево време и бесплатната ски карта. Денеска не ги мотивираше пензионерите да ја посетат оваа природна убавина. Туристите ретко или воопшто не виделе пензионер на ски. Можда се превише стари за скијање. Па зашто не може тие веќе стари до дени? Тие ќе скијат до пара. За разлика од кај нас, во Европа се ские и во 8-та и 9-та деценија од животот, но таму пензионерите се поздрави и повитални. Сигурно е трендот во другите земји, значи поактуелно да доаѓаат на скијање, барем на воздух, да прошетаат, да видат што е како е, не мора да скијат. Мислам, поразвиените земји, особено во нордиските земји, каде што некаде до 80 години сите се на ски, дали од алпско, дали од нордиско скијање. Од Сдруженијето на пензионери Тетово велат дека е добро владата и фирмите да помагаат, но претходно треба да се разгледа социјалната и здравствената состојба на пензионерите и колку тие може да ги користат овие поволности. Еве неколку години нашите пензионери користат право на бесплатно лекување, односно бесплатно банјско лекување. Државата одредила некои критериуми, според тоа на бања патуваат оние пензионери што имаат најниски примања. А токму тие се у ситуација да не можат да искористат и бањата. Бидејќи банјското лекување, одењето на бања бара и други некои издатоци кои не можат оваа категорија на пензионери да ја обезбедат. Од Сдруженијето на пензионери Тетово ќе поднесат барање до соодветните институции трошоците за банјското лекување наменето за пензионерите со пониски примања, државата да ги замени со еднократна парична помош. Во Македонија се евидентирани 285.000 пензионери, од кои 110.000 според примањата се на работ на сиромаштијата.